Баскет Дино победнички го заврши настапот во М14 лигата. На домашен терен го совлада Јуниор со 80-66. Сашко Лазаров е задоволен од учинокот и конечниот пласман на средината од табелата и смета дека учеството во лигата е големо искуство за младите кошаркари. Баскет Дино барем до вторник останува без пласман во втората лига. Марфил Борец, Баскет Дино и Михајловски формираа круг од кој само две екипи продолжија ранг повисоко. Надпреварот помеѓу Борец и Марфил беше регистриран со службен резултат за домакините, поради тоа што екипата од Прилеп не допатува во Велес, а поради подобрата кош разлика од 5 поени во однос на Баскет Дино. Борец обезбеди пласман во втората лига, додека кочанскиот тим извиси. Но затоа ќе има нова шанса на седница на управниот одбор на КФМ во вторник, каде се заговара идејата втората лига до година да брои 12 екипи наместо досегашните 9. Според тренерот Сашко Лазаров, федерацијата е заинтересирана Кочани како кошаркарски град да има свој представник во втората лига. Викендов на програмата е 18-тото коло во женската фудбалска лига. Кочани ќе биде слободен, а двојките ги сочинуваат Ас Юнајтед Билјанин Извори, Младост Оризари Победа Куманово, Борец Тиверија Истатов и Речица Конзули. 20-то коло викендов и во третата фудбалска лига Исток. Осогово во сабота на Никола Мантов се среќава со екипата на Тракања. Надпреварот започнува во 16 часот. Слог 934 се среќава со Каменица Саса, додека Чешиново игра против Напредок Здравје Радово. Останатите двојки се Работника Стибо, Карбинци Брегалница Голак, Беласица Јака и Баби Рудар.